На еден ден пред истекот на рокот на важност на валидните антикризни мерки, ВМРО ДПМНЕ најавува предлог закон за временно укинување и намалување на данокот на додадена вредност за одредени производи. Пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија ќе поднесе закон со кој производите за човекова исхрана ќе бидат ослободени од данок на додадена вредност до 31 декември 2022 година. Дополнително бараме и ДДВ-то за течните горива да биде 5% до крајот на оваа година. Доколку ова не се направи, од ВМРО ДПМНЕ тврдат дека цените на основните прехранбени производи драстично ќе се покачат. Домашниот буџет секојдневно обезвреднува, а владеачката каста се однесува ноншалантно. Итно донесување на овој закон ќе превенира дополнителен раст на цените на основните прехранбени продукти и токму затоа бараме колегите пратеници од мнозинството да работат во интерес на граѓаните, а не на владеачката елита. Од ВМРО ДПМНЕ потенцираат дека во април инфлацијата е 10,5%, а за една година лебот и житата се покачиле за 15%, месото за 10,4%, млеко, сирење и јајца за 12%, шекер, чоколада, кондиторски производи за 12,8%, течните горива за 53,5%.